Врз основа на одлука на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и исто така и на заеднички заклучок на пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, одлучивме да не учествуваме во понатамошните фази на процесот кој што е повеќе фарса отколку право, а тоа е процесот за измени на Уставот. Бидејќи видовме дека власта и самиот референдум го направи фарса и не ја почитува волјата на мнозинството граѓани, кои што направија референдумот да биде неуспешен и да нема одлука. Сами видовте дека дебатата за така наречените амандмани се сведува на подпишување на амандманите кои што веќе однапред биле договорени од страна на министерот Димитров и неговиот колега во Атина, а исто така уште поголема беше фарсата наречена јавна дебата, во која што владините министри дискутираат со провладините експерти за тоа колку се во право за се. Сметаме дека за едно вакво сензитивно решение, како што е Уставот на Република Македонија, посебно кога истиот, ваков каков што е во согласно со волјата на народот, изразена на референдум, ние како пратеници, избрани од народот, не чувствуваме потреба да даваме легитимитет на оваа фарса наречена измени на Уставот на Република Македонија. Затоа сакавме да ве известиме, а оние кои што како тесен владен круг превземале пред некого обврска, без разлика на народната волја, да го сменат Уставот, нека продолжат тоа да го прават, но треба да бидат свесни дека ваквите постапки се незаконити, дека се спротивни на Уставот и дека немаат легитимитет од опозицијата во Република Македонија. Тоа би било нешто сакав да ве известам, повелете доколку имате некои прашања. Сакавме со учеството во претходната фаза да се обидеме да ја разобличиме целата оваа фарса која што денес ја гледаме. Ниедна дискусија на наш колега пратеник, ниедна дискусија на јавноста или на медиумите и укажување дека процесот на уставни измени е спротивен на народната волја, изразена на референдум, не беше земена во предвид. Уште помалку беа земени во предвид таквите укажувања за време на јавните дебати во кои што власта дебатираше со власта. И затоа цениме дека овој процес не го заслужува легитимитетот ниту од пратениците, а согласно волјата на народот кој што ги избрал пратениците. Да. Во тој контекст ќе ви кажам една работа. Нема представник на меѓународната заедница кој што не би сакал решение за одреден проблем. Но исто така, ниеден представник на меѓународната заедница нема обврска да се грижи на кој начин е решен проблемот. Дали е на штета на народот, на Република Македонија или е против уставен. Ќе ве потсетам, имаше еден британски министер за Европа во 2004 година, кој што тука пред собранието на Република Македонија доаѓаше за време на референдумот за територијалната поделба и ни ги вртеше сказалките на часовникот наназад, укажувајќи дека ако помине тој референдум и не се случи територијалната поделба, дека Македонија нема да има европска перспектива, односно ако не помине референдумот и се случи територијалната поделба, дека Македонија многу брзо ќе стане членка на ЕУ. Од 2004 до денес поминаа многу години, човекот веќе не го знаеме, не ни се вратил во Македонија, а Македонија се уште не станала членка на Европската унија. И затоа мислам дека треба да се прави разлика помеѓу изјавата дадена на еден представник на меѓународната заедница, кој што си има свој интерес, и интересот на народот и земјата во која што ние живееме и работиме. Ставот на ВМРО ДПМН е по однос на Законот за селективна амнестија е непроменет. Ние од самиот почеток, така и денес, имаме еден принцип дека амнестијата, ако сакаме да биде владење на правото, треба да биде целосна. Амнестијата се дава за настан, не се дава за група на учесници во тој настан. Во Европа и во светот
нема ниту еден пример на донесен закон за селективна амнестија. Бидејќи селективната амнестија значи селективна правда, а селективната правда е превод на неправда. И затоа сметаме дека вака понудениот закон не нуди еднакво владење на правото за сите оние на кои што се однесува. И не создава услови за здраво помирување, туку создава услови за произволно толкување на законот, кое што може да се користи во уцените за нечие гласање по однос на уставните измени. Затоа ВМРО ДПМН ќе учествува на работата на ова тело и ќе се обидеме со наш амандман да го подобриме текстот и наместо селективна неправда да одиме на целосна правда. Јас лично не се согласувам во многу работи со професорот Каледжиев од Правниот факултет, но во една работа се согласувам по однос на овој предлог закон. Дека селективната амнестија личи на политичко пазарење. И ако некој навистина сака да има амнестија како дел од помирувањето и владењето на правото, тогаш таа амнестија треба да биде целосна и да се однесува за севкупниот настан. Тоа и ќе го предложиме на колегите пратеници.